Македонија има највисока стапка на инфлација во изминатите 25 години, енормно висок јавен долг и најбавна стапка на раст на бруто домашниот производ од земјите во регионот во 2022 година, покажува најновиот извештај на Светска банка. Трендот на забавен економски раст ќе продолжи во 2023, а во исто време инфлацијата ќе расте. Од Светска банка посочуваат дека Македонија е можно да влезе во краткорочна техничка рецесија, односно негативен економски раст кој би траел еден квартал. За годинава Светска банка предвидува дека растот на бруто домашниот производ во Македонија ќе изнесува 2,1%, наредната година ќе биде 2,7%, а во 2024 ќе достигне 2,9%. Во третиот квартал Германија веројатно ќе покаже техничка рецесија, како што знаеме Македонија е многу изложена на германскиот пазар и заради тоа постои очекување дека ова забавување ќе влијае врз бројките на растот на индустриското производство во Македонија. Ова не нужно значи дека оваа година земјата ќе биде во рецесија, бидејќи не очекуваме раст. Светска банка предупредува дека земјите од регионот не треба да се потпираат на извозот од Европската унија и треба да го поттикнат земјоделскиот сектор. Треба да се насочат кон зелени проекти и вложување во напредни технолошки процеси кои сега се на многу ниско ниво, а Македонија пак инвестира најмалку од сите земји во регионот. Државава се соочува со ризик од стагфлација, односно раст на цените при намалено производство. И за заштита треба да почне да спроведува реформи. Од Светска банка посочуваат дека на краткорочен рок мерките треба да се насочени кон најранливите граѓани и фирмите, но за стабилизација на долг рок потребно е да се работи на реформи и кои нема толку да ја чинат државата, како моменталната работа на парламентот, модернизација на трезорот, а и реформи во образованието. Функционирањето на парламентот може да е пречка за побрзо донесување на овие реформи. Треба да се воспостави соодветен независен мониторинг на фискалната политика. И севкупно ќе биде важно заради тоа што ќе имате модернизиран трезор и даночна администрација, кои што ќе дојдат во овој процес. Секако дека тоа бара време, но важно е да се започне процесот. И повеќето од овие реформи немаат фискални трошоци, но ќе имаат многу силни придобивки за општеството, вклучувајќи ја и фискалната политика во иднина. Во однос на владините мерки од Светска банка посочуваат дека треба да бидат насочени и временски ограничени. Замрзнувањето на маржите велат е добра мерка, но изостануваат субвенции за фирмите. Според извештајот, само 46% населението е активно на пазарот на труд, а инфлацијата го надмина растот на платите и реално имаме намалување на минималецот. Стапката на невработеност е намалена на 14,5%, но се уште е висока стапката на невработени млади лица, односно дури 30,9% од младите се невработени.